Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за епитопии на начин на поврзување на антителата со антигените. Сега многу кратко подсетување, знаеме дека делото клетките на адаптивниот имун систем се Б и Т клетки. Така, Б клетките, како PRR, односно Pattern Recognition рецептор, имаа антитела. Така, асоцирани на нивната мембрана, кои бележиме со Y, додека Т клетките имаат T-cell рецептор, ајде ќе обележиме вака некако. T-cell рецептор. И ќе се навратиме на Т клетките, но сега главно ќе се држиме на Б клетките. Значи, знаеме дека во организмот имаме различни Б клетки, така, односно имаме Б клетки каде што секоја Б клетка има различено антитело на својата поршина. Така, ова има жолто антитело, ова има црвено и така натаму и така натаму. Имаме разновидност на антитела со цел да можеме препознаеме разновидни антигени. Така, тоа е логично. Но, не сите антигени се специфично препознаени само од едно антитело. Значи, што мислам за тоа? Да речеме дека имаме еден антиген овдека. Така, и да речеме дека тој се врзува со ова антитело. Така, значи, овдека има врзување. Тоа не значи дека овој антиген може да се врзе само за тоа антитело. Можеби тој антиген може да се врзе и со жолтово антитело. Значи, еден антиген не се врзува специфично само за едно антитело. Можеби е само за едно, ама не мора тоа да, односно не мора тоа да е случајот. И ќе видиме сега зошто е тоа случајот. Но пред да преминеме на тоа, само треба да напоменеме дека антигенот, како што е ваков, он не се сврзува вака целиот, односно не реагира, така не влегува во интеракција како целиот со антителото. Така, значи има само одредени делови, да речеме, ќе обележам со портокалова боја, например само овој дел од антигенот влегува во интеракција со портокаловото антитело, додека овој дел би влегувал во интеракција само со жолтото антитело. И сега ќе видиме како тоа изгледа. Првично само напоменам дека антигенот може да биде различна структура, но најчесто тоа ќе биде протеин, така ќе биде јаглен хидрат, или некој липид. И нормално протеините имаат доста голема структура, сега зависи каква структура имаат и зависи од кој протеин е, ама најчесто ќе имаат голема структура. А и самото антитело е протеин, така што протеинот би бил вака нешто големо. Така, нормално дека не може да влезе и да реагира со целото антитело. Затоа, поврзувањето е само на одредени места. И сега ќе објасниме се малце подетално. Значи, овој антиген, ние ќе го гледаме како протеин и сите понатамошни примери ќе ги објаснуваме како протеин, бидејќи е полесно така да се објасни. Има многу поголем број на работи што се случуваат. Да речеме дека овој антиген има некоја си ваква структура. Така, значи, ова е секвенца од аминокиселини. Имаме различни аминокиселини по целата своја должина. Е сега, антителово не реагира со целото ова. Така, значи, антителото не е то као, па да го фати ко целото. Не ни може целото, као ќе реагира. Едноставно, антителото може специфично да се врзе со одреден дел од овој антиген. Значи, ова целото е антиген, ама антителото, например, може да се врзе само со овој тука сегмент. Пример. Односно се врзува со овие последователни аминокиселини. Така, и местото на кое се врзува антителото за антигенот е наречено епитоп или пак се нарекува детерминанта. Значи може да се нарече и значи овие два поима се употребуваат наизменично, нема врска, може, ама најчесто ние ќе користиме епитоп, иако некогаш може да ќе кажам детерминант. Е сега, имаме оваа секвенца од аминокиселини која е последователна. Значи тоа ќе биде важно понатаму, бидејќи оваа секвенца, овој епитоп може да биде составен од последователни аминокиселини. И оваа е препознаена од страна на едно антитело кое ќе обележиме така со портокалова боја. Така, но тоа не значи дека овој антиген не може да има други епитопи кои ќе се препознаени од други антитела. Да речеме овдека дека има друга секвенца од аминокиселини кои ќе бележиме со виолетова боја, која е препознаена од страна на виолетово антитело. Тука има, значи, виолетово антитело кое може да се врзе.
И со ова едноставно потврдуваме тоа претходно што го спомнав, дека можеме да имаме различни, одека лево бележам, различни антитела да врзуваат еден исти антиген. Ама поентата е, го врзуваат на различен епитоп. И ова е битно, например, кога правиме моноклонски или поликлонски антисеруми, затоа зборев во видеото кај што зборев за антигени и антитела воведот, и понатаму ќе го разјасниме. Значи сега нема да навлегуваме у антисеруми, но ова би било битно за тогаш. Сега, од кога ги имаме овие основи, ќе почнеме да разгледуваме различни случаи на различни епитопи, како може да бидат поставени, зошто се така поставени, како може да влезат во интеракција и од кои услови зависи се тоа. И да започнеме сега со една интересна работа. Например, ако речеме дека овој протеин, овој антиген е малце подолг, да го направиме колку да имаме место, и да речеме дека оваа секвенца, овдека што беше од овие портокалоиве, што ги бележев аминокиселини, да ги бележиме со некоја секвенца, нема врска, АТА. Така, пример, нема врска, тие се некои аминокиселини кои имаат одредена секвенца. Таа секвенца нема никакво правило кое ни забранува дека не може да се повтори овдека. Истата секвенца на аминокиселини, само на друг дел од антигенот. Тоа значи дека ќе имаме два еднакви епитопа на истиот антиген. Епитоп прим, бидејќи овој е еднаков со овој овдека. Значи имаат истата секвенца, нека стои вака, имаат истата секвенца како овој. Значи овие два ја имаат истата секвенца на аминокиселини. Тоа значи дека портокалово антитело ќе се врзе и за оваа секвенца. Односно овој син антиген има повеќе исти епитопи. И ваков антиген кој содржи повеќе исти епитопи на својата површина се рекува поливалентен или мултивалентен. Ето ќе ближиме вака со бела боја. Значи ако содржи два исти епитопи на површината тој антиген, тој е поливалентен или мултивалентен. Ова многу ретко се случува, бидејќи протеините се 3D, имаат една сложена 3D структура, така што дека истата секвенца ќе се најде да биде слободна за врзување, е мала шансата, но се случува. Да има на две различни места во истиот антиген иста секвенца. И исто да биде поставена тридимензионално во просторот. Така бидејќи тридимензионалноста зависи од останатите аминокиселини кои се наоѓаат. Овдека може да има жолти аминокиселини, така што ова ќе биде свиткано. Така, овдека може да има вакви темно-сини аминокиселини, така што ова може да ќе биде вдлабнато. Треба да има, значи, релативно сличен распоред, така што тој антиген би го нарекле поливалентен, односно мултивалентен, но како што реков, тоа е ретко случување. Сега, во најголем дел од случаите протеините не се вака убаво линеаризирани. Во најголем дел од случаите протеините, односно антигенот, од наша гледна точка, имаат сложена 3D структура. Да речеме дека ова е структурата на некој си протеин. Така што, ако ова е една округла, релативно округла, глобуларна молекула, местата достапни за врзување на антителата се површинските региони. Така, значи површинските региони кои може да се најдат. Сега замислете се како топче, така, внатре не може да влезе антитело. Така што, најчесто достапни се површинските региони, така, површинските аминокиселини на дадената молекула, и тоа главно зависи од тридимензионалната структура. И овие површински региони најчесто се изградени од некои си хидрофобни аминокиселини, така, тука имаме хидрофилни, се извинувам, бидејќи се наоѓаат на површината, они сакаат да бидат близу вода, додека тие аминокиселини кои се наоѓаат во внатрешноста на 3D терцијалната структура на протеинот се најчесто хидрофобни, бидејќи не сакаат вода и се повнатре. И од тоа всушност произлегува целата тридимензионалност. Сега, да видиме какви всушност видови на епитопи може да постојат. Повторно ќе земеме еден си протеин, каде што ќе направиме неговата тридимензионална структура на овој си начин. Така направиме вака некако. Така, и сега, како што реков, обично површинските региони ќе бидат тие кои се достапни, за да може да се врзат со антитело.
И сега ќе видиме дека не мора епитопот да е ваков последователен. Или пак се нарекува линеарен. Така, значи не мора секогаш да е последователна секвенца на одредени аминокиселини. Него, например, ако го имаме овдека антителово, ќе обележиме со жолта боја, ова антитело може би препознава неколку аминокиселини од овде, неколку аминокиселини од овде и неколку аминокиселини од овде. И сите тие можат да бидат препознаени од страна на ова антитело, бидејќи се наоѓаат релативно близу, така имат интеракција тука, интеракција тука, интеракција тука, така. Али, овие аминокиселини кои се препознаени од страна на антителото не се линеарни, не се последователни. Овие се едни до други близу само поради конформационата структура на самиот протеин. Така што овие се наречени конформацијски епитопи. Така. Или детерминанти. Значи, само кога е во ваква нативна структура протеинот, тие се близу. А ако би го земале, например, овој протеин и го денатурираме, така го направиме ко линеарен, во тој случај, аминокиселината може да е тука, ова е, например, аха да ги бележиме со кец, 2, 3, тука и тука. Така, ова е кец, 2, 3. Во тој случај, антителово не може да ги фати сите, така не е толкаво големо. Антителото е толкаво некаде. Така што не може да влезе во интеракција. Тоа значи дека ова антитело може да си го препознае својот епитоп само кога е протеинот во нативна структура. Така, значи, кога е денатуриран, не го познава епитопот. Бидејќи тој епитоп е конформацијски. Со денатурација на протеинот се нарушува. Сега, интересно е дека кога сме извршиле денатурација, може би сме овозможиле создавање на нов епитоп, односно постоење на нов епитоп. Например, да речеме, сега ќе бележам со црвена боја, некаде тука внатре имаме линеарна секвенца, така, од аминокиселини, која би потенцијално би можела да биде препознаена од некое си црвено антитело кое го имаме во циркулацијата. Ама тоа никогаш нема да се случи, бидејќи црвено антитело не може да стигне до таму. Така што никогаш нема да го препознае таа детерминанта. Но сега откако го денатуриравме, без разлика, имам различни начини на кои тоа може да се случи, сега тој регион е слободен. Така, овој црвениот регион сега е вака слободен. Ајде да не штрчи оваа стрелка тука, едноставно ќе сватите. Значи оваа секвенца, овај линеарен епитоп сега е слободен. И сега тој може да биде врзан од страна на даденото антитело. Значи некогаш преку денатурација можеме да добиеме некој си епитоп. И ова се користи некогаш, например, сакаш да знаеш дали протеинот е денатуриран или не. Користи го, например, црвеново антитело. Ако црвеното антитело се врзе, тоа значи денатуриране. И ова е еден добар начин да можеш да знаеш дали имаш денатурирани протеини или не. Ако се врзат црвениве антитела, тоа значи дека протеинот ти бил денатуриран. Ако не е денатуриран, не може да се врзат. Значи ова е интересен начин за тоа да се детерминира. Друг начин на создавање наводници на епитопи кои претходно не постоеле е преку некакво си дејствување врз самите антигени, односно врз самиот протеин. Дека ние разбориме најчесто за протеин. Например, да речеме дека имаме некој си протеин кој има ваква структура. Така. И сега да речеме дека врз него влијаеме со некој си агент кој врши протеолиза, така. Гликозилација, фосфорилација. Така, фосфорилација. Убиквитинација. Така, има различни процеси, ацетилација и така натаму. Поентата е, ако би се извршил некој процес, тој може да доведе да некоја си нишка, например, овдека го скратиме протеинот. Така, да прежам со некоја друга боја, го скратиме тука. И сега оваа нишка, например, сега виси некаде вака надвор.
Сори, ај нека да биде таму, бидејќи тие се доста надвор. Да речеме тука нека да го скратиме. Така што овој дел сега што го бележа со црвена боја, ќе може да искочи надвор, да виси на некој си начин. И сега ќе пробам да го прецртам протеинот, значи да речеме тука се скратил од страна на овие процеси на протеолиза или слично. Така што сега ќе добиеме некој си, добра, нема шанси да го прецртам, нема врска. Ќе добиеме протеинот така што оваа јамка сега ќе виси. Така. Значи тука бил пресакот. Оваа јамка сега ќе виси така што сме ослободиле дел кој сега е потенцијален епитоп за кој може да се врзе некој си антител. Значи и преку процеси на протеолиза, гликолизација, фосфорилација, цитилација и така натаму, можеме да ослободиме дел од протеинот кој сега станува потенцијален епитоп. Сега ќе ставам слика за делот работија кои ги зборевме, каде што е представено шематски. Значи имаме конформациони детерминанти кои зависат од 3D конформацијата на самиот протеин. Така, додека ако денатурираме, тие нема да бидат едно од друго и веќе не може да се изврши препознавање од страна на антителото, односно детерминантата е изгубено, односно епитопот. Имаме линеарна детерминантност, така може да биде некоја која е пристапна, односно се наоѓа на надворешната страна и рековме дека таа е од хидрофилни аминокиселини, или може да е некоја која е внатре во 3D структурата. Така што при денатурација ќе можат да се искористат и двете детерминанти. Така, оваа може да биде искористена и оваа ќе си остане, бидејќи не се губи при денатурација. Линеарниот епитоп и при денатурација не се губи, бидејќи е линеарен. Така. Сега, наново создавање на епитопи, создадени од страна на протеолиза или некои си други начини врз кои може да се десува врз протеинот или некој си друг антиген, не е битно. Гледаме тука, бил цепнат на одредено место, така тука некаде, каде што овој дел, сега што го бележам со црвено, се отворил. Така, се отворил надвор и сега овозможува место на кое што би можело да се врзе одредено антитело. Сега, не напоменав дека најголем дел, исто така од епитопите кои се наоѓаат, реков да се наоѓаат на површината, но исто така се наоѓаат на некои си подвижни делови од протеинот во овој случај. Така, значи исто се наоѓаат на поподвижни барем. Значи делови кои на некој начин можат релативно да менуваат структурата, бидејќи тоа го подобрува афинитетот, полесно е врзувањето кога имаш нешто што е пофлексибилно наместо нешто што е супер ригидно. Добро. Сега сакам да зборам, односно малку да објаснам на кратко за еден концепт на преколопување и на нешто што е односно се нарекува имунодоминантност. Сега за да симплифицираме, едноставно ќе го нацртам протеинот во својата линеарна структура, односно денатуриран, бидејќи е полесно да збориме за линеарни епитопи, полесно се објаснува. Да речеме дека имаме одредена секвенца, така, која тука до тука на аминокиселини, која е препознаена од страна на некој си розево антитело. Така можам да го бележам, но окей. Сега, што ако постои друга секвенца која всушност опфаќа од овде некаде, така, до овде, која е за друго антитело. Значи имаме овдека регион, кој ќе бележам со бела боја, кој се преклапа. Така, значи имаме место на преклапање. Сега ја ги бележав антителото од различна страна, така ова го ставив од доле, ова го ставив од горе. Но што ако пробав да го ставам антителото од горе? Едноставно не може двете да бидат на истото место. Ќе си пречат. Сега, тоа е проблем. Така, имаат стерично попречување. Например, би можело да се случи да, например, го имаме овдека протеинот и се врзе розевото антитело, така што го направи, например, вака малце да се присобере на тоа место. Така, бидејќи антителово, едноставно, не знам, ќе застане и ќе го потурне у наводници. Сега тоа ќе го наруши врзувањето на црвеново антитело. Така, бидејќи сега му изменета конформацијата. Така, значи ќе си пречат едноставно во просторот.
Ова не се случува многу често, значи два епитопи да се преклапаат, всушност, или пак да имаш епитоп внатре во епитоп, но е потенцијално нешто што може да се случи. Така, значи треба да го имаме на памет. Сега, ако се случи, кој доминира? Така, кој ќе доминира? Розевиот или црвениот? Кој ќе се сврзува почесто? Едноставно, тој што ќе се сврзува почесто, дали тоа ќе биде црвениот, кој ќе брежам со 1 или розевиот со 2, тој кој ќе се врзува почесто, ќе биде всушност по имунодоминантен. Така, значи тој ќе биде по имунодоминантен. И тоа главно се јавува например бидејќи ова вдека поврзување може да има посилни интеракции, така што афинитетот е поголем. Примери, затоа розевото би се врзувало повеќе него црвеното. Сега, кога збориме за имунодоминантен, не мора секогаш да биде дека се преклапаат, едноставно тој епитоп кој предизвикува посилен имунодговор, кој се наоѓа на антителото, е поимунодоминантен. Така, значи, посилен имун одговор. Значи тој е поимунодоминантен, не мора да биде со преклапање. И нешто последно за епитопи е дека не сите епитопи се имуногени. Значи сега само што спомнав дека има одредени епитопи кои даваат посилен имун одговор и тие ги нарекуваме имунодоминантни епитопи, но има и одредени епитопи, ќе го забележиме, епитопи кои не даваат имун одговор. Добро, тоа беше главното за епитопи, но сега ќе видиме некои поими, некои случаи кои исто може да се случат. Односно, ќе збориме кратко за поимот вкрстено, односно вкрстена реакција. Значи, што е тоа вкрстена реакција? Вкрстена реакција е кога едно антитело може да се врзе за различни епитопи, кои може би се на истиот антиген или различен. Да речеме дека имаме антиген 1, така ова е антиген А, ова е антиген Б. Така, имаме портокалово антитело. Сега, портокаловото антитело, главен епитоп, да речеме дека му е овој линеарен епитоп. Така, и он се врзува со него, окей, тоа е се супер. Но, да речеме дека овде имаме исто епитоп кој ќе облежам со таква некоја си светло портокалова боја, кој е релативно сличен. Значи, да речеме една аминокиселина се разликува. Значи, се разликува за една аминокиселина. И дека е некоја си многу слична аминокиселина, така, што му овозможува на ова антитело да се врзе и за тој епитоп. Ама тој епитоп е различен од овој другиот, така, ова е епитоп 1, ова е епитоп 2. А ова е едно исто антитело, така, антитело. И сега имаме едно антитело кое се врзува на два различни епитопи. И ако се слични, сепак се различни. Односно имаме вкрстена реакција. Истото би важело, например, ако вдека имаме исто некој си епитоп, така, кој ќе бележиме епитоп 3, кој е исто многу сличен на епитоп 1. Така, повторно се разликува во една аминокиселина која е многу слична, така што ова антитело би се врзувало и со него. И тоа исто би било вкрстена реакција. И ова не е добро у праксата, бидејќи некогаш може да добиеш погрешни резултати. Не сакаш да се врзува со некој антиген и со кој не кеш да се врзува, бидејќи има сличен епитоп. Сега сакав на кратко да спомнам за моноклонски и поликлонски антисерум. И само вака ќе го објаснам, кога го сватите, едноставно понатаму ќе го објаснам детално. Да речеме дека имаме два серума, така, два серума кои што и двете се полни со различни антитела. Така ќе бележиме дека имаме портокалово, имаме жолто антитело, имаме сино антитело. Така. И сакаме да имаме, односно ако ставиме антиген, ќе бележиме, ќе бележиме со портокалова боја, ако во овој раствор, во овој серум, така, имаме само едно антитело кое го врзува овој антиген, во тој случај имаме моноклонски. Така, но ако имаме, да речеме повторно, ќе повториме, портокалово, жолто, сино, ако имаме антиген
кој ќе направам вака. Ова двете бои кои ги правам код два епитопа, кој може да биде поврзан од две различни антитела во тој серум, мислам две, може да се повеќе. Во тој случај имаме поликлонски антисерум. И во некој видео во ќе видиме зашто е важно во индустријата и така натаму. Сега, какво е поврзувањето помеѓу антителото и дадениот епитоп на антигенот? Да речеме дека ова е антигенот и дека ова е епитопот, така, и тога го имаме антителото. Така, каква е интеракцијата? Нормално не е ковалентна. Така, значи тука нема ковалентно врзување. Пејќи ковалентно е, ќе се изгради хемиска врска, ќе се врзат многу цврсто. Него има некои си слаби интеракции помеѓу нив, хемиски интеракции. Значи има слаби интеракции, овдека спаѓа, значи водородни врски, Ван дер Валсови сили, електростратски привлекување и хидрофобни интеракции. Значи и хидрофобни. Значи тоа е повеќе хемија, нема да се задржувам во тоа, но главното е дека не се врзуваат ковалентно. Значи тоа е едно лабаво си врзување. Сега, не сите антитела се врзуваат исто силно за сите епитопи на антигените. Значи врз однос на тоа колку е силно врзувањето, викаме има поголем или помал афинитет. Така, зависно колку е силно врзување. Значи колку е силно врзувањето, не е силно врзување, ама ајде да не пише. И тој афинитет се одредува преку, така рече, константа на дисоциација. Што е помала константата на дисоциација? Имаме, ево вака. Ќе направиме, добро. Значи се одредува преку константа на дисоциација. И што е помала константата на дисоциација, толку е всушност поголем афинитетот. И обратно, ако е поголема константа на дисоциација, е помал афинитетот. Ако имаме помало КД, тоа значи дека помала содржина на антитела може да се врзе со мала содржина на антигени и да образуваат комплекси. И интересно е дека овдека во структурата на антителата, која ни ќе зборувам во наредното видео и ја имам општо поминато, имаме еден хинџи регион, односно како зглоб, кој овозможува движење на краците, односно подочно варијабилните делови од ФАБ регионот, така што се овозможува подобро врзување на антителото со епитопот. И скоро сме готови. Сега сакам само да напоменам дека се ова што го зборевме беше за препознавање од страна на антитела кај Б клетките. Така, и нормално ако има препознавање, така дали тоа е директно или е преку крослинкинг, веќе крослинкинг например е многу важно. Не знам дали го имам спомнато, ама треба некогаш да направам за него видео. Значи крослинкинг е многу важно, но патата е кога ќе имаме врзување на даденото антитело, оваа клетка ќе почне да се диференцира, ќе направи плазма клетки, плазма Б клетки кои ќе ги секретираат овие антитела кои успешно се врзале за антигенот и ќе ги имаме многу популација. Сега, тоа е се супер и окей, сме го објасниле многу видеа. Но интересно е дека T-cell рецепторот не се врзува за истите епитопи за кои се врзал антителото. Зошто? Бидејќи кога се врзал овој антиген, тој се процесира, така се разградил и се презентира на МХЦ молекулата. Така, значи се презентира овдека, така што овој TCR рецептор препознава други епитопи, бидејќи е раскршена молекулата. Така, ако е некој си протеин, замисли да си го отсече вака на секаде и сега има само фрагменти представени овдека на МХЦ молекулата, така што T-cell рецепторот не ги познава истите епитопи, познава други епитопи. Но преку комуникација со цитокини и отприлика комуницираат на некој начин. Значи има тука некои интересни работи, но окей.
Тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново за епитопите. Не е нешто комплицирано да се свати, едноставно има различни случаи кои може да се случат. Ова се чудно звучеше, но окей. Ќе се видиме во наредното видео каде што ќе разгледаме детално структурата на антителата. Довидување.